Dobro večer, драги пријатели, добро вечер на сите мои следбеници на ВМРО ДПМН. Брајка и сестри, традиционално најјакиот почеток на нашите избори, на нашата кандидатура секогаш почнувала од ова место. Јас сум дел од тимот кој ќе ве представува во парламентарниот дом во Скопје. Моето име е доктор Сашо Василевски. И ја имам таа чест да бидам меѓу тројцата успешни и почитувани ваши сограѓани. Александар Николовски, кој се наоѓа на 9-та позиција, и доктор Љубен Арнаудов, мојот колега, исто кандидат за пратеник. Почитувани, овие избори кои следат во недела и после 2 недели се од исклучително важно значење. Повеќе од победа на овие парламентарни избори. Можам слободно да кажам дека овие избори се референдум за нашата Република Македонија. Зошто? Прво, треба ова држава да биде водена од лидер домакин, како што е нашиот почитуван председател професор Ѓорѓе Иванов. Човекот кој јасно стави црвена линија за македонските национални интереси и кој кажа дека како татко на нацијата нема никогаш да дозволи да биде предмет пазарењето на нашето свето име, а тоа е Република Македонија. Од друга страна, за жал, се уште постојат луѓе кои сака да дојдат на власт, да ја водат оваа држава со компромиси. Луѓе кои се спремни да преговараат со нашиот јужен сосед за можна референца или промена на нашето уставно име. Не би сакал да ви кажувам што тоа значи. Тоа ќе значи едноставно распад на нашата држава, губење на нашата историја и губење на нашата иднина на нашите деца. Затоа, Ѓорѓе Иванов мора да биде и во следниот мандат председател на оваа држава. Парламентарните избори се исто од многу важно и исклучително значење. Нашиот лидер, реформаторот, човекот со кој ќе мериме новата историја на Република Македонија, нашиот председател Никола Груевски, мора да биде поддржан во неговото барање да имаме повеќе од 63 пратеници. Нашите анкети кажуваат дека ќе ги имаме. Овој дожлив ден не е несреќа, ова е берикет. Берикет дека ќе имаме повеќе од 100.000 гласачи на ова изборна единица. Затоа што вие овде стоите на овај дожд со ведри лица. На овај дожд дека знаеме дека не води човек кој ја сака и е посветен на државата. Лично, кога бев кај него на разговор, во доцните часови на работен ден, беше со таква свежина во неговите очи, со желба да работи за ова држава. Како можете таков човек вие да одбиете? Едноставно ве мотивира, ве импресионира со неговата снага и желба дека стварно е сака ова држава. Затоа, победата на парламентарните избори значи многу за нас. Значи дека нема да бидеме оценувани од никого кој сака да ни растори државата. Знаете дека темните сили посакуваат да немаме председател, да не избериме председател. За жал, и некои постари домаќини викаат ние можеби нема да излеземе на гласање, да дадеме сигнал за нашето незадоволство. Кој е то незадоволство, драги сограѓани?
Имаме милион причини да бидеме меѓу себе некогаш и наљутени и некои работи да не бидат завршени. Но имаме уште 2 милиони причини да гледаме со светло сонце напред. Прв пат во историјата после неколку стотици години Република е независна држава. Со сопствен устав, со сопствени институции, макотрпно градени, но за жал во еден период на самосталност и ограбувани. Примерот за таков случај е нашата општина. Јас и моите колеги Александар Николовски и доктор Љубен Арнаудов, како следни пратеници, ќе се бориме да на Охрид му дадеме нова сила на нашиот градоначалник доктор Никола Бакрачевски, кој е мој личен пријател. Мора да му дадеме снага. Сите да застанеме за овој град. Овој град е оплячкан, уништен. Ако сега не успееме да го изградиме, да му помогнеме на овој град, верувајте, иднината за градов ја нема. Но јас сум убеден дека Охрид ќе биде набрзо едно големо градилиште, каде што ќе се отвараат многу нови индустријски капацитети, каде перспективата нашите деца ќе ја гледаат во Охрид, не во Скопје, не во странство. Јас сум семеен човек, имам 3 деца и тие 3 сакам да ви живеат во Охрид. Мојата фамилија вековно иселувана во Америка. Оделе луѓето од Зорт, мојот прадедо, моите прадедовци. Сакам и моите деца да живеат овде. Гледам светлина, гледам снага во сите вас. Не смееме да подклекнеме под лупата дека ова држава нема излез. Ова држава има излез. Ова држава има излез и знам дека ќе победиме. Не на овие избори. Да се избориме Македонија да биде горда, правна и равноправна држава во сите европски институции. Затоа што кога ќе одиме надвор, дали како лекари, дали како правници, дали како гости на некои семејства или институции, сме респектирани затоа што сме умни луѓе. Градов дава овие нас тројца, дава честни пратеници. Јас, како долгогодишен лекар, сега кампања не правам. Мојата кампања е цел мој живот. Цел мој живот. Еден нека каже дали некого сум го вратил, сум го одбил, сум му побарал мито. Еден нека каже дали сум бил према него нефер. Нормално во животот и во здравјето некогаш не сум можел да помогнам. Можеби некогаш не ќе можам да помогнам ни во парламентарниот дом. Ќе се ношат закони кои ќе бидат притискани од некоја друга страна. Но ве уверувам дека нема да ви го обрукаме угледот. Дека ние нема да паднеме на часот на нашата совест. Ве уверувам дека така ќе биде. Затоа силно, мотивирано, одите кај вашите роднини, одите кај вашите комши, објаснете му ја ситуацијата. Ние нема да ви ветуваме многу работи. Ќе дојдат другите луѓе овде да ви ветуваат затоа што знаат дека ќе изгубат ова политичка битка и ќе ви стават розови на очари. Ќе ви ветуваат се. Ние ќе ви ветуваме проекти кои сме ги извадиле во нашата програма и таа се вика направи разлика. Направи разлика затоа што има разлика. Од една страна имате луѓе кои дневно се посветени на ова држава. Дневно се посветени кон програмата која ја имплементираат, која е напишана. Од другата страна имаме луѓе само критичари, критизери, плукачи. Денеска еден мој голем пријател со кого сум и сограѓанин ме напиша на еден пост дека сум непознат човек и дека никој не ме познава. Срам да му е. Срам да му е затоа што со него најмалу имам 100 кафи напиено во животот. Ние сме утре заедно парламентарци и заедно треба за овој град, за ова држава да допринесеме. Тоа е македонскиот синдром на самоуништување. Кој е овај? Гола вода. Кој е овај? Никој. Има бре луѓе, домакини. Има домакини. Јас верувам во ова група. Ево го, Славчо. Вие, докторке, сите моите да бидете парламентарци. Честа припадна да бидам јас ваш представник. Лично ми се јави премиерот. И чувствувам лично одговорност за таа работа. Животот ќе го давам за ова држава, за овој град, за вас и да знаете дека ќе имате еден нов тип на политичари. И дека следниот пат
Секој месец ќе ве посетувам овдека, во урбаните, во местните заедници. Заедно што да ги решаваме проблемите. Она што ќе го решиме, заедно ќе го се обидеме. Новој град му треба водство како што е Бакрачевски. Посветен е на градот. Посветен е на градот затоа што дневно сум на линија со него. Но општината е оплячкана, уништена, запушена и тој не може тука коронарографија да направи. Украдено е се. Нека извинат моите пријатели од левицата, но тоа е жалосна вистина. Ги поздравувам и утре сакам на нивниот прес, на Социјалдемократскиот сојуз, да се откажат од плукање, да излезат со програма, со проекти, да ве убедат некогаш и за нив да гласате. Овој пат ќе гласате за силите кои ја водат ова држава. За нашиот премиер Никола Груевски и за нашиот председател професор доктор Ѓорѓе Иванов. За уште една голема убедлива победа во Охрид и во Македонија. Да сте ми здрави и живи. Добро вечер, почитувани членови на ВМРО-ДПМН. Добро вечер, почитувани членови на коалиционите партнери. Би сакал да ве поздравам. Добро вечер за местните комитети Илинден, Видобишта и Горна Влашка Мала, кои што се срцето на ВМРО-ДПМН во Охрид. Добро вечер за сите гости од останатите местни комитети. Добро вечер за Унијата на жени, Унијата на млади сили, Советот на ветерани. Добро вечер за Општинскиот комитет. Добро вечер за сите граѓани кои што сакаат да не слушнат вечерва. Добро вечер за жителите на овие населби во кои што сме вечерва. Јас четврти пат стојам овдека пред вас и четврти пат она што го ветуваме го остваруваме. Би сакал да ви се заблагодарам што на овој дожд кој што за среќа по полека гледам и престанува, имате сила да не слушате и да ги слушнете нашите пораки. За разлика од сите претходни три изборни циклуси, можам да кажам дека овие се и најспецифичните избори и најтешките избори. Зошто е тоа така? Имено, ние решивме една година порано да го прекинеме мандатот во нашето собрание, да доброволно се откажеме од нашите пратенички позиции, со цел да ја заштитиме Македонија. Почитувани пријатели, ВМРО-ДПМН беше поставено пред уцена и Македонија беше поставена пред уцена. На редовните председателски избори беше побарано да излезе така наречен консензуален кандидат. Иако терминот не значи многу, ние мислевме дека председателот Ѓорѓе Иванов, за кого што во 2009 година гласаа и македонци и албанци, како и представници на помалите етнички заедници, турци, срби, роми, власи, еģиптјани, бошњаци и сите останати, е токму таков човек. И почнавме да разговараме со оние кои што го бараја овој консензуален кандидат. После некое време видовме дека како е она бараат за да не најдат, сакаат, а молат Господ да не добијат. Е такво беше тоа барање за консензуален кандидат. И свативме дека целта на најголемата политичка партија кај албанците ДУИ не е консензуален кандидат, туку е работа против интересите на Република Македонија. Целта на најголемата партија кај албанците не е председател почитуван од сите граѓани, туку е Македонија да нема председател. И тоа тие после некое време јавно го кажеа. Ги повикоја своите членови да не излезат и да не гласаат. Водат така наречена активна кампања за бойкот. Има еден убав израз во граматиката, се вика оксиморон. Тоа е кога спојувате два збора што не одат еден со друг. Така и ова водење активна кампања за бойкот. Утре Али Ахмети ќе дојде тука во Охрид, во Домот на култура, и ќе промовира таа активна кампања за бойкот. Активната кампања за бойкот значи Република Македонија да не добие председател. Таква држава во Европа нема. Нема држава во Европа која што нема председател. Активната кампања за бойкот значи после тоа да се седне на зелена маса
и да се добие тоа што на избори никогаш не може да се добие. А во демократија мандатот и легитимитетот се добива на избори. Бараат председателот да се избирал во собрание, а не да го избирате вие граѓаните, значи не вие да кажете кој ќе биде председател, туку политичките партии да се договараат во собрание. Бараат двојазичност на целата територија на Република Македонија, иако не е дел од рамковниот договор. Јас немам ништо против ниеден друг јазик, богатство е да се зборуваат што повеќе јазици, лично зборувам совршено добро два странски јазици, англиски и француски, сакам да научам и албански и турски, немам проблем со таа работа. Ама да се наметне на луѓето, со сила да го прават тоа, на стари луѓе дома документи да им стигнуваат двојазично, е работа што е спротивна на реалноста во Македонија. И бараат, требало, не требало, имало проекти, немало проекти, имало потреба, немало потреба, се направила една работа, не се направила друга работа, да 25% од буџетот директно одат во нивните средини. Тоа не е оваа Македонија која што ние ја знаеме и ја посакуваме и заеднички ја градиме. Значи, додека ние правиме реформи, градиме автопати, и ве повикувам да го искористите огласот за 1000 вработувања во автопатите. Тоа се 1000 вработувања за вас. Има и за со основно, има и за со средно, има и за со високо. Тоа се 1000 луѓе да јадат леп во овој град, 1000 вработувања во Охрид последно се отворени пред јас да се родам, пред некаде 34-5 години. Ве повикувам, искористете го ова. Значи, додека ние градиме автопати, правиме реформи, инвестираме во здравството, ја изградивме најубавата болница во југозападна Македонија. Правиме улици, тротоари, канализациони мрежи, водоводни мрежи. Тие прават активна политика за бојкот. И да излеземе на 27 со исто така 80% излезност, со поддршка за ВМРО-ДПМН поголема од таа на минатите локални избори и со 62 пратеници да ги спроведеме проектите кои што ги ветивме. А ќе кажам само 5. Не сакајте да го одземам вашето време, посветени на 5 групи. Пензионерите се сеќаваат. Бродот ќе потонеше ако им се даде 8% кои што Уставниот суд кажа дека им следуваат. Секоја година си добиваат по 5%. Ќе добиваат и следни 4 години по 5%, вкупно 21,5% зголемување на сите пензии. Вработените во администрацијата знаат дека прв пат платата се зголеми кога ВМРО-ДПМН дојде на власт 2 пати по 10%. Дојде после тоа светската економска криза, па европската должничка криза, престанавме, оваа година пак ги зголемуваме за 5%. Секоја година по 5% зголемување, вкупно 21,5% и за администрацијата. Вработените во приватниот сектор знаат дека пред да дојде ВМРО-ДПМН на власт, немаше минимална плата. Одеа работеа и за по 3 и за по 4.000 денари. Седнавме со синдикатите, седнавме со работодавачите, се договоривме минимална плата да е 8.050 денари. Тоа не е многу, ама е повеќе од оценувањето претходно. И видовме дека тоа не е доволно и пак седнавме со синдикатите, и пак седнавме со работодавачите и усвоивме закон во собранието кој што почнува да важи од оваа година, каде што минималната плата во стопанството се зголемува до 2015 од постојни 8.050 на 10.800 денари за подостоинствен живот на вработените во стопанството. И младите знаат дека во мое време да се запишеш на факултет, што не беше многу одамна, пред некаде 12 на години, ако не успееш да влезеш во така наречена државна квота, со 200 или 400 евра финансирање, требаше кредит да земаат родителиве за да платат по 1400 на медицински факултети 2800 евра за студирање. Кој имаше да земе кредит, земаше, кој немаше, дома им остануваја децата. Сега студентите треба да знаат дека имаат факултет скоро во секое место. Во Охрид имаат универзитет за информатика, имаат многу развиен факултет за туризам со различни смерови, во Кирчево имаат правен факултет, во Струга имаат економски факултет. Партиципацијата од 2800, односно 1400 ја намаливме на само 400 евра, а во државната квота за првите е 0, за останатите е по 200 евра. Во исто време, еднаш месечно може да се дојдат од Скопје или од
Битола или од Штип, кај да студираат без пари дома, да можат еднаш неделно во Скопје, Битола или Штип да користат јавен транспорт без пари, да можат да одат еднаш неделно на кино, на театар или во музеј без пари, да можат да добијат учебници без пари и се зголеми стипендијата на постојни 6.000 денари. Тоа е петтиот проект кој што го правиме за младите. Ова се 5 причини, би можела да изборувам уште сад време, зошто на ВМРО ДПМН му требаат 62 пратеници. Јас верувам во вас, верувам и во доктор Сашо, верувам и во доктор Љубен, верувам во целата наша структура и се надевам дека заеднички ќе славиме и на 13 и на 27, да сте здрави и живи, да живее ВМРО ДПМН, да живее Охрид, да живее Македонија. Благодарам.